Во регионалните вести ќе гледате. Безживотно тело на 16-годишно момче утрово е пронајдено во водите на Пена во Тетово. Општина Гостивар со буџет од над 18 милиони евра за идната година. Центарот за едукација и развој во рамките на проектот меѓурелигиска соработка за одржлива заедница организираше завршна конференција. Безживотно тело на 16-годишно момче утрово е пронајдено во водите на реката Пена во Тетово. Јавниот обвинител издал наредба за обдукција на телото, како и за прибирање на сите траги и докази, со цел да се утврдат причините за смртта. 16-годишникот Тетовско Новосело бил пронајден починат во водите на реката Пена во местноста Бањиче во Тетово, за кого неговиот татко вчера пријавил дека се оддалечил од домот со патничко возило Ауди. Командирот на Тетовската пожарна Авни Амети вели дека заедно со семејството ја започнале потрагата околу полноќ. Автомобилот го пронашле ноќеска пред угостителски објект во местноста, а утрово и неговото безживотно тело. Излеговме заедно со неговите фамилии, излеговме на некои локации да го побараме колата, точно го најдовме близу Бајниште Тетово и од тоа локација па после се префрливме у реката, проверивме сите страни, се знае дека е ситуацијата горе е многу лоша, има многу камењи и такви работи, дур сабајле се јавивме дека го најдовме телото у 6:45 нешто. И после го повлековме од вода. Водата горе е многу овај период, требаше многу пожарникари да се инволвираат и да го извадиме телото надвор. Смрт констатирал лекар од итната медицинска помош, а по наредба на јавен обвинител телото било дадено на обдукција. Дежурен јавен обвинител од основното јавно обвинителство Тетово изврши увид. Јавниот обвинител издаде наредба за обдукција на телото на починатиот, како и за прибирање на сите траги и докази со цел да се утврдат причините за смртта. Полициската статистика покажува дека ова е трет случај на пронајдено безживотно тело во Пена годинава. Во јануари бил пронајден тетовец по кого се трагало половина месец, додека во мај се удави 6-годишно дете. Гостиварската локална самоуправа го презентираше предлог буџетот на општината за следната година. И граѓаните имаа можност да дадат своји мислења и предлози за конечната верзија. Буџетот кај нас во Гостивар веќе 4 години поминува подолг период, околу 2-3 месеци подготовката. Прво разговараме со местните заедници, по селата, по населбите, потоа со различни групи на интерес, со невладините организации и на крај има јавна дебата, денеска е јавната дебата, за да идната недела излезе пред советниците и таму уште еднаш да се дебатира и да помине. Буџетот е горе-долу како буџетот минатата година, во вредност нешто повеќе од 18 милиони евра, од кои што за жал само над 2 милиони евра се за капитални инвестиции. Со 2 милиони евра општина како Гостивар и Тетово скоро ништо да не може да видат од тоа граѓаните. Мислам дека приоритет над приоритетите во Македонија е децентрализација, фискалната децентрализација, за да можат општините поефикасно да работат. Ние имаме програма програмата е тоа што го бараат граѓаните од нас, во вредност од 25 до 30 милиони евра, а од тоа што е побарано од нас, и тоа минимално, ние може да реализираме само 2,5 милиони евра, што не е ни 10% од побарувачката на, мислам, тоа што е елементарно и неопходно за жителите на Гостивар. Центарот за едукација и развој во рамките на проектот меѓурелигиска соработка за одржлива заедница, финансиран од Канцеларијата на NDI Северна Македонија, организираше завршна конференција.
Во Тетово денес се одржа завршна конференција на проектот меѓурелигиска соработка за одржлива заедница на Центарот за едукација и развој, финансиран од Канцеларијата на Националниот демократски институт во земјава. Целта на проектот е да се подобри комуникацијата помеѓу верските организации и чинителите во проектот во Полошкиот регион, преку градење капацитети и промотивни активности. Сите овие резултати се што се придобиени од страна на проектот, значи почнувајќи од фокус групите, документарецот, обуките, ќе бидат презентирани пред поголема публика. Долго години во Полошкиот регион постои меѓурелигиска толеранција и тоа се негова со години. Значи такви примери има многу кога значи една заедница оди слави со друга и понатаму и ние токму ова беше како некој поголем мислам изнаоѓање и токму ова мислам идентификувана потреба сакавме преку овој проект да го подигнеме по високо ниво, бидејќи проектот се реализира не само во Македонија, туку и во Балканскиот мислам регион. Обуките беа наменети за професори од средни училишта, студенти, представници од мислам верските заедници. Идејата беше значи таа мислам културна толеранција што има, сакавме да почнеме од најниско ниво, почнувајќи од темите како идентитет, предрасуди, културна мислам разноликост и како тие во третиот ден креираат акциони планови, бидејќи имавме студенти, рековме и професори, да работат со нивните ученици мислам во училиштата, тоа знаење што го мислам учеа во обуките да го пренесат во училиштата. Имавме голема заинтересираност бидејќи имавме над 60 апликации и околу 25 професори учесници завршија успешно со обуките. Ние значи имаме формирана комисија за ова проблематика и не само што ќе биде формирана таа комисија и што ќе се дебатира во таа комисија, но туку и ќе ставиме и средства за тоа да биде и функционална како што треба. Таму членовите се ставени од сите религиони и од сите припатнички етни што живеат во град Тетово. Кажав дека во Гостивар не постојат предрасуди или постојат и во секое семејство, меѓутоа тоа се ситни работи од луѓе кои што се маргинални во општеството, кои што немаат никаков импакт и мислам дека овие резултати што ги презентираат младите од Тетово е убаво да не биде и како показател за наш посебно раководителите на општините, да знаеме на што да внимаваме, на што повеќе да обрнеме внимание и како да работиме понатаму за да тотално исчезне ова, да речам, доколку постои некаква меѓуетничка, меѓурелигиозна разлика. На завршната конференција беше заклучено дека е потребно продолжување на меѓурелигиската соработка во Полошкиот регион и институционализирање на комуникацијскиот процес во конкретни активности за доброто на општеството. Председателот Стево Пендаровски во своето годишно обраќање пред пратениците во собранието меѓу другото зборуваше за уставните промени кои престојат, но истакна дека не може да има гаранции дека вметнувањето на бугарите во македонскиот устав ќе биде последното барање од соседната држава во процесот на преговори со Европската унија. Сакам од ова место да порачам дека нам ни е насушно потребна, кристално јасна и чиста правна и политичка процедура за промена на уставот, каква што и доликува на една европска демократија. Никој никого не треба да притиска, ниту да условува спротивно на својата волја, но при тоа на сите пратеници треба да им се предочи две работи. Прво дека самата содржина на конкретниот предлог, пишувањето на бугарите и делови од другите народи во уставот, на ниту еден начин не го руши македонскиот идентитет. И второ, тие што се денес против, ако навистина веруваат дека Европската унија е нашата стратешка цел, нашата стратешка константа од 91-та до денес, и ако се денес против, како ќе гласа за оваа уставна промена која ќе бидат на власт? Нашата обврска за промена на уставот не е поврзана со отворањето на клубовите на бугарите во Северна Македонија. Меѓутоа останува впечатокот дека станува збор за временски темпирана и организирана активност која не придонесува за градењето доверба меѓу Скопје и Софија. Со тензиите кои ги крена отворањето на овие клубови, за жал, другата страна одбра конфронтацијски
наместо кооперативен пристап, кој е целосна на линија со јавната реторика на бугарските историчари во заедничката комисија, кои инсистираат историјата да ја доминира целокупната билатерална агенда, наместо да биде само еден нејзин сегмент. Фактот дека не постои никакво систематско нарушување на правата на бугарското малцинство не треба да ја лимитира нивната можност да отвараат клубови кога сакаат и каде сакаат, но со стриктно почитување на македонските закони кои се компатибилни со европските. Следно прашање и дилема во јавноста е дали може да има гаранции дека тоа ќе биде последното барање кон нас во процесот на преговори. Еве го последниот пример. Бугарија и Романија се членки на Унијата 15 години, а неодамна беа блокирани за влез во Шенген зоната. Ако две членки на Унијата беа блокирани за влез во еден од најважните проекти на единствениот европски простор, се разбира дека никој не може да даде гаранции на земја кандидат, која туку-што ги почна преговорите, кои не се праволиниски. Затоа ние во процесот треба да влеземе со самодоверба и да се фокусираме на исполнување на критериумите кои ќе обезбедат подобар живот на нашите граѓани. За 26% изголемено производството на електрична енергија во 2022 година. Поставените цели на владата се остваруваат, соопшти денес на пресконференција со работникот за енергетика Виктор Андонов. За периодот од почетокот на 2022 година па до 19 декември, во споредба со истиот период претходната година, имаме зголемување на домашното производство на електрична енергија од ЕСМ и ТЕЦ Неготино за 26%. Имено, во истиот период, во 2021 година, ЕСМ и ТЕЦ Неготино произвеле 3130 гигават часови на електрична енергија, додека за истиот период, оваа година, 2022, ЕСМ и ТЕЦ Неготино произвеле вкупно 3946 гигават часови електрична енергија. Очекуваме до крајот на годината производството на електрична енергија од ЕСМ и ТЕЦ Неготино да надмине 4100 гигават часови на електрична енергија. Тоа значи дека целите кои владата ги постави на почеток на енергетската криза се остваруваат. На самиот почеток, основна заложба на целиот енергетски тим во владата беше да се зголеми домашното производство на електрична енергија. И како што бројките тоа го покажуваат, се остварува. Вкупното производство на електрична енергија изнесува 17385 мегават часови, од кои во термоелектраните произведени се 11897 мегават часови електрична енергија, а од обновливи извори во кои спаѓаат хидроелектраните и ветерниот парк во Богданци произведени се 5488 мегават часови на електрична енергија. Со ова производство во целост задоволени се потребите за домаќинствата и малите потрошувачи, додека набавени се 1120 мегават часови електрична енергија за болници, градинки, училишта, јавни предпријатија, капацитети од прехранбениот сектор и објекти од витална инфраструктура во државата. Од секојдневните прегледи може да се заклучи дека домашното производство е во пораст, додека набавките се намалуваат. Солидарноста е клучна за полесно надминување на кризата, за да им помогнеме на луѓето кои секојдневно ни обезбедуваат електричната енергија, која ја користиме, и во напорите што ги вложуваат, мора и ние секојдневно да вложуваме напори и рационално да ја користиме електричната енергија. Посебно сега, во текот на овие постудени денови, што ги имаме во декември и во месеците кои следуваат. Во продолжение следуваат информациите од полицискиот билтен. Вчера во 8 часот и 30 минути во СВР Тетово било пријавено дека на локалниот пат од село Градец кон село Боговиње, поточно кај село Пирок, патничко моторно возило Фиат со гостиварски регистарски ознаки, управувано од 19-годишничко од село Градец, излетало од патот и удрило во ограда. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила 20-годишната сопатничка од возилото од село Градец, а со телесни повреди се здобила 19-годишничката, констатирани во клиничката болница во Тетово. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Тетово.
Вчера во 15 часот и 30 минути на регионалниот пат Тетово-Скопје, пред Тетовско-Желино, полициски службеници од полициското оделение Групчин лишиле од слобода 22-годишникот Тетово, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. Лицето е задржано во полициската станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следи соодветен поднесок. Вчера пак во 12 часот и 55 минути во СВР Тетово било пријавено дека на автопатот Гостивар Тетово во близина на Пирочки надпатник патничко моторно возило Опел Мерива со гостиварски регистарски ознаки, управувано од 57-годишникот Гостивар, излетало од коловозот и удрило во ограда. Во несреќата возачот се здобил со тешки телесни повреди констатирани во општата болница во Гостивар. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Тетово. Вчера пак во 17 часот во полициската станица Гостивар бил извршен службен разговор со две лица од Гостивар. Во 15 часот и 30 минути на улица Седа Крстевски во Гостивар. Тие агресивно се однесувале и попречувале полициски службеници при вршење службени дејствија. По целосно документирање на случајот против нив ќе следи соодветен поднесок. Вчера во 19 часот и 35 минути во полициското оделение Галата, 41-годишникот Гостиварско Калиште пријавил дека околу 16 часот и 40 минути во угостителски објект во кој што работел, неговиот малолетен син бил физички нападнат од лицето Р и од истото село. Се работи на расчистување на случајот, пошто ќе следи соодветен поднесок. Денеска во 4 часот на улица 211 во Гостивар, полициски службеници од СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 3 лица, тројцата од Гостивар, затоа што при преглед кај нив, кај еден од нив била пронајдена и одземена марихуана. Лицата се задржани во полициската станица и по документирање на случајот ќе следи соодветен поднесок. Денеска пак околу 12 часот и 40 минути во Гостивар полициски службеници од надворешната канцеларија за криминалистички работи Гостивар лишиле од слобода малолетникот село Требиште, општина Маврово и Ростуше. При претрес во интернатот во Гостивар, каде што престојувал, извршен со судска наредба во присуство на педагог, биле пронајдени и одземени марихуана и дробилка. Лицето било задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Вечерва во Центарот за култура во Тетово ќе биде одиграна театарската представа Самоубиство во одбрана, со која ќе се заокружат активностите по повод 100-годишниот јубилеј на Сдруженијето за култура и уметност Илјантески смок од Тетово. Вечерва со почеток од 19 часот во Центарот за култура Илјантески смок во Тетово премиерно ќе биде одиграна театарската представа комедијата Самоубиство во самоодбрана. Представата Самоубиство во самоодбрана е работена според истоимениот драмски текст на Маријан Анѓеловски. Истата е во режија на Александар Јовановски и Маријан Анѓеловски, додека зад сценографијата на представата стои Ристе Мицевски. Во представата пак играат актери од алтернативниот театар отпишани од Скопје. Со прикажувањето на представата во Тетово ќе се заокружат активностите по повод 100-годишниот јубилеј од основањето на Сдруженијето за култура и уметност Илјантески смок од Тетово. Вечерва во Центарот за култура Илјантески смок Тетово во 19 часот ќе биде представено со драмска представа, комедија од алтернативен театар отпишани од Скопје во заедничка соработка со драмското студио Илјантески смок при Сдруженијето за култура и уметност Илјантески смок Тетово. Ова активност е по оваа година како последна активност, каде што ќе се представиме со една ден хумор, кој што на еден начин ќе ги задоволиме потребите на нашите граѓани. Инако, ова е последната активност од јубилејното одбележување на 100 годишнината од на постојањето на Сдруженијето за култура и уметност Илјантески смок Тетово.
Вестите ги завршуваме. Пријатно.